Благодарност на соработниците на градот, нешто што е веројатно во делот на јавен транспорт најдоброто, дефинитивно најдоброто што го имаме во Македонија. Најдоброто што го имаме како експерт за јавен транспорт од ЕБРД присутен овдека и една од најдобрите фирми консултанти која што, еве, како едно од CV-то, лесната железница во Ерусалим е дело на господин Мош овдека. Градимир е цело време фактички како консултант на ЕБРД и на Мош присутен во проектот на град Скопје. Дозволете ми во мое име лично да заблагодарам на несебичниот ангажман на секторот за сообраќај во град Скопје, за посветеноста во изминативе 3 години, на несебичниот ангажман на експертите од јавното сообраќајно претпријатие, на нашите луѓе од секторот за урбанизам во град Скопје, како и на нашите луѓе од секторот за меѓународна соработка на град Скопје. Ова е само еден доказ дека во град Скопје, во Република Северна Македонија, имаме сериозен потенцијал на луѓе кои што ако добро ги организираме, кои што ако добро ги поставиме, можат да излезат со нешто што е светски, навистина, верувате ми, светски производ. Меѓутоа не е моје да го квалификувам, сепак верувам дека на посветеноста на експертите кои што се тука и кои што остануваат до крај, додека не го завршиме, овој проект едноставно се и гаранција за квалитетот кој што Скопје го започнува. Јас лично како човек пред се, како граѓанин на Скопје, сум горд што градот конечно започнува една нова историја во урбаниот транспорт на луѓето. Транспорт кој што ќе гарантира брз пренос на патници. Само оваа линија превезува повеќе од 10% на граѓаните на Скопје, ако е 65.000 дневно, значи повеќе од 10% од граѓаните на Скопје само со оваа линија ќе може да се возат. Гарантира сериозен импакт во позитивна смисла во заштита на животната средина и подобрувањето на амбиенталниот воздух на нашиот град. Овој проект представува трансформација на Скопје. Овдека можевте да ја видите и пешачката зона во центарот на градот. Можевте да видите и некои други сообраќајни солуции кои што ќе се одвиваат во малиот и во средниот ринг на нашиот град. Овој проект е проект кој што ќе го користат наши сограѓани и да не е барем наредниве 100 години. Затоа што, како што и самите видовте, проектирана е сегашната вредност, меѓутоа проектирано е и зголемување за преку 30-40% на овој систем, на овој капацитет што го имаме направено, со цел да како градот расте, како градот се развива, така да може да ги задоволува потребите во иднина на скопјани. Благодарам многу за тоа што го сакате Скопје. Благодарам многу за тоа што овој придонес кој што вие го дадовте во изминативе 3 години, колку што посветено работиме, еве излегува со еден производ кој што верувам јавноста ќе бидеме после преку прашањата на новинарите запрашувани, ќе го започнеме некаде максимум со тендерските постапки во првата декада од август месец. Така што нека ни е среќа со сите, благодарност на поддршката, благодарност на несебичноста во вложувањето. Скопје конечно станува светска метропола. Благодарам.